Здраво, Водолеј, ова ќе бидат вашите тарот пораки за јануари 2026. Ајде да видиме што е она прво што треба да го знаете за јануари вие Водолите. И првата порака е една многу убава, затоа што е една многу убава енергија и вие нешто славите во јануари. Многу Водолии едноставно си го слават животот, си ја слават убавината на овој живот, славите се она убаво што ви се случува во домот, во семејството, во приватниот, во професионалниот живот, затоа што и реално ви се случуваат многу убави нешта. Среќни сте на приватен план, на професионален, љубовен, среќни сте, многу убави ситуации, многу убави моменти и се славите. И зошто да не, и треба да славите, затоа што навистина убав период од вашиот живот е ова. Некои пак Водолеи вие славите нешто во тројка. Славите нешто со тројца. Тројца се вклучени во сето ова или три работи, заради три нешта славите. Можеби па многу Водолеи ќе добијат тројка периодов. Без разлика нешто е со тројца, можеби семејството ви брои 3 члена и нешто во домот ви се случува, нешто многу убаво, нешто прекрасно и ви имате причини за славење и токму тоа го правите, славите и прославувате. Некои други Водолеи пак прославувате заради успешно завршен некаков курс, некаква обука, нешто успешно сте завршиле, некаков тренинг и сега, заради резултатите, вие славите, прославувате во домот, во семејството, со најмилите, со пријателите. Многу млади Водолеи пак едноставно ќе се препуштат на забава јануари, на излегување, на забавување. Уживате, едноставно голем период од месецов вие само уживате и прославувате. Други пак Водолеи, ова е нешто поврзано со љубовта. Неодамна се случило нешто во врската, во љубовта, брак, што и да е. Во љубовта ви се случило нешто, некакви проблеми, некакви недоразбирања, имало тука многу тајни, многу неубави, тага, многу солзи гледам и сето тоа се случувало што се случувало и сега во јануари ќе се појават ситуации кои ќе дадат надеж за да го решите сето ова и вие вистина ќе го решите, ќе преовладува љубовта, ќе биде посилна од се и ќе оставите позади вас сите проблеми, сите тага, сите тајни, ќе останат позади вас и вие ќе си ја славите љубовта. Следната порака за Водолите, јас сметам дека е поврзана со љубовта и е порака каде вие од нешто се откажувате. Вие се откажувате од нешто, од некој или некаква ситуација во љубовта. Овде во оваа ситуација вие нешто многу сте се надевале и на нешто сте гледале како можеби во ситуацијава вие само сте го гледале сето ова со розови очила. Вие не ја гледавте реалната слика и сето ова за вас изгледаше бајковито, убаво, прекрасно, полно љубов, емоции. Но сега во јануари ќе се освестите дека ова не било така како што вие сте го гледале, тоа било само во вашите мисли, во вашите фантазии. Реалноста е сосем поинаква и ќе се откажат. Можеби се работи за некој човек. Вам ви изгледал дека може да даде и многу љубов, дека можете да си го замислите животот со тој човек, со таа личност. Едноставно ја гледавте оваа личност само преку вашите розови очила. Не ја гледавте реалноста. Едноставно сите тие показатели дека тоа не е така, вие ги тргавте на страна и самите себе си се залажувавте дека тоа не е така. Меѓутоа, во јануари
нештата ќе станат кристално јасни и вие ќе се уверите дека залудно се надевате, залудно фантазирате, овде нема ништо. И ќе ставите крај, конечно ќе ставите крај, затоа што овој крај и одамна и требало да биде ставен. Некој од вас пак може би не е поврзано со љубовта и поврзано со некоја ситуација во животот, во некоја пола од животот, и вие на оваа ситуација гледате со розови очила, пак ќе кажам. Не ја гледате реалноста, не ја гледате вистинската слика. Може би се работи за некој предмет, вие фантазирате да го имате, посакувате да го имате, меѓутоа постојат пречки, или не можете да го добиете, или не треба, или не е тоа што вие го посакувате и го замислувате, иако одбивате да прифатите. Сега во јануари ќе мора да ги прифатите фактите и реалноста и да сватите дека од ова треба да се откажете, без разлика колку и да ви изгледаше прекрасно, сјајно, бајковито, може само некоја ситница, само некој предмет што сакавте да го имате, ќе сватите дека не ти ви требал, или пак може би не можете едноставно да го добиете, и тоа е тоа, меѓутоа ќе го прифатите тоа. Со откажување, да, со малку разочарување, верувам, но ништо страшно. Третата порака за вас водолеи. Гледам јас овде една ситуација на тврдоглавост. Вие тврдоглаво и упорно ќе се држите до некоја идеја, до некоја цел или до некој предмет можеби, и никако нема да сакате да се откажете. Сега што може ова да биде? Се може. Например, може да биде некој од вас сте во некаков може не е судски спор, едноставно делите некаков имот со некого и вие овде нема да сакате да се откажете од апсолутно ништо што ви припаѓа вам, дури до ситници ќе одите, ќе бидете такви ситничари, сакате се да биде подеднакво и нема да сакате да прифатите никаков компромис, тоа што е ваше и да ви се даде до ситница, до денарче. Така ќе се однесувате во јануари, не знам, си имате вие причини, верувам за тоа. И тоа е таа ситуација, може некој ќе сака да може ќе има опасност дека ќе се скарате, може би со некој заради такво однесување, меѓутоа вам тоа не ви е грижа, вие сакате тоа што си е ваше да биде ваше и крај, нема да давате никому ништо. Други од вас пак, вие упорно се држите до некоја ситуација, до некоја идеја од минатото и не гледате, не сакате да видите дека нештата се промениле. Тоа е нешто во минатото и таму треба да стои. Од тогаш до сега многу работи се случиле, многу нешта се промениле и вие треба едноставно само да ги прифатите, меѓутоа не ќе бидете тврдоглави и крај, не ве интересира ништо. Она што си го знаете, така ќе си се однесувате и тоа е тоа. Верувам дека на другите луѓе ќе им смета ваквото ваше однесување, тоа што сакаат да ви кажат дека може и поинаку, треба и поинаку, има промени, но вие не прифаќате. Никако под никој услов и по ниедна цена не прифаќате. Некој од вас пак не сакате да прифатите љубовта и емоциите кои доаѓаат од една страна, од некаде доаѓа некаква. Вие сте тврдоглави, вие сте некако, не знам, многу крути периодов и не сакате до вас да продрат никакви емоции, не дозволувате да продрат никакви емоции, никаква љубов, не може, до вас не допира тоа. Не мора да значи дека ова е тема од љубовта, може би децата, може би родителите, може би некој во вашиот живот се обидува нешто да ви покаже, да ви докаже, да промени во вас, да ви даде љубов, да ве убеди дека треба да дадете повеќе љубов. Но вие сте тврдоглави и тоа е тоа, не се менува ништо во јануари.
Се надевам дека е само период, затоа што ако се работи за љубов, емоции и некој ако сака да продра до вас, дека ќе биде период само и ќе го препознаете моментот кога треба нешто да промените, затоа што на крајот на криштата тоа никому добро не носи, таква тврдоглавост и таква грубост. Следната порака во доле е порака за вас дека вие во јануари можеби повеќе пати повторно ќе се уверите дека има некои работи кои не може да ги промените. И тоа конкретно се однесува на некогова, може се однесува на вашите деца, може на партнерот, ако имате помлад партнер, партнерка, и може па на сосема нешто друго се однесува на некоја ситуација, нова ситуација во вашиот живот, која дошла и која после многу пати повторно ви докажува дека не може да се промени. Овде нема промена. Знаете, ова е ако е со човек, ако е со личност некој во вашиот живот. Ова е момент кога сваќате дека не може некому да му дадете нешто што не сака да го прими. Не може нити поклон никому да дадете што не сака да го прими. Не може ниту совет да дадете некому што не сака да прими, нити љубов не може да дадете на некој што не сака да прими. А јас мислам овде за помош се работи. Вие едноставно ќе сватите дека не можете некому да помогнете кој не сака да прифати. Неколку пати ве има разочарано оваа ситуација. Во јануари повторно ќе се случи да се уверите дека не може, едноставно не може. Можеби некој па во доле се обидувате да убедите некого, партнерот верувам, да промени нешто во своето однесување и се обидувате да го убедите, и тоа баш се обидувате, но јануари повторно ќе ви покаже дека залудни се вашите обиди, нема да се променат нештата. Можеби ако се деца во прашање, едноставно не прифаќаат некој совет, за кој вие упорно се борите да им покажете дека не треба така да прават, треба да променат нешто, за да не си влегуваат во проблеми, но не прифаќаат. И крај, тоа е тоа. Други од вас пак сте немојкни да помогнете финансиски никаде, знаете дека е потребна помош, меѓутоа сте немојкни, ама ова е само период што сте вие немојкни. Период е нешто сте спречени, дали нешто со банката некаков проблем, периодов со некаква блокада, нешто, не знам, финансиски сте и ќе бидете спречени да помогнете некому финансиски, некој на кој знаете дека навистина би му била потребна вашата помош. И последната порака за вас водолии е една прекрасна порака, тоа е сонцето. А сонцето е секогаш најубавото нешто во таротот. Тоа е позитивна енергија, тоа е среќа, тоа е комплетно, тоа е комплетирање на некаква среќа, тоа е млада енергија, тоа се новости во животот. Така и кај вас, овој пат сонцето ќе ве огрее во некој поле од вашиот живот, ако не и во повеќе, и вие ќе бидете пресреќни. Сега, некој од вас ќе бидете среќни заради една ситуација која долго се обидувавте да ја остварите и сега конечно ќе ја остварите и вие ќе бидете финансиски самостојни. Најверојатно сте ја добиле работата од вашите соништа, конечно ќе го работите на што го сакате и финансиски ќе ве направи самостојни, повеќе од никого да не зависите, од никого ништо да не чекате. Сега може да се дозволите се, може би не е нова работа или нешто, туку нешто се случило во вашиот живот, во вашите финанси и сега вие може да се дозволите работи што толку многу ги посакувавте, толку многу си ги замислувавте во вашиот живот, конечно си ги остварувате.
Некои од вас пак, ова е нешто во љубовта, толку многу битки до сега, толку многу проблеми, недоразбирања со партнерот, конечно, нештата ќе се средат, конечно ќе уживате и вие, конечно и во љубовта ќе уживате. Некако таа тема малку ви беше потешка деновиве периодов, но сега се случуваат многу убави нешта и конечно вие ќе уживате. Некои од вас пак бевте во една тешка, сега можеби и емоционална, можеби и било каква, па и емоционална, да, предизвикана од нешто во некое поле од животот и вие бевте во една така потешка состојба. И еве сте вие разочарани, несрекни, незадоволни од животот и пред откажување. Меѓутоа се случува нешто, ова што го гледате, што доаѓа од небото, ова подадена рака, ова љубов, ова помош што доаѓа од некаде, од универзумот, од Бог, од небото, од луѓе околу вас и ќе ви покаже и ќе ви докаже дека имате многу причини за среќа, имате многу причини за радост, ќе ви исполни некакви фантазии во животот, некакви желби. Ви конечно ќе почувствувате оваа позитивна енергија, таа топлина во животот која ви недостигаше, конечно во јануари ќе ја доживеете. Многу од вас пак ќе направите некакви промени во вашиот физички изглед и конечно, најверојатно ќе го погодите и тоа што требаше до сега што не достигаше. Не можевте да ја погодите бојата може на косата, не можевте формата на фризурата, не можевте да погодите нешто во друг дел на вашето тело и конечно нешто сега ќе се случи и вие ќе изгледате божествено, ќе изгледате прекрасно во јануари. Или едноставно без разлика на физичкиот изглед од вас ќе зрачи позитивна енергија, вие ќе ги греете луѓето наоколу како сонцето. И тоа би било тоа за јануари, драги водоли. Јас се надевам уживавте. Ви ја честитам 2026, ви посакувам здравје и љубов и до следното видео. Чао, чао!